400 цитати од научни трудови има на годишно ниво од нашите професори надвор од нашата земја. Во текот на една година има покачување од 7 до 8%, а треба да се стремиме да достигнеме барем 20%, за да влеземе во листата на топ 500. Најцитирани професори се од делот на медицината, техничките науки, феит, финки и хемија. Извонредни резултати кај две универзитети што се дел од меѓународни асоциации, тоа се Југоисточна Европа и Гоце Делчев. Југоисточна Европа е веќе рангиран како најдобро бизнис и економија, топ 5 истражувачи на чело со професор Велан Рамадани, додека Гоце Делчев во делот на хуманистика и уметност, така да очигледно се работите се менуваат. Министерката Весна Јаневска вели дека многу е важно да ја согледаме реалната ситуација која не е добра, но затоа се работи со новиот закон со кој се очекува да се подобри академската едукација и да се поттикне научно-истражувачката дејност во државата. Како ќе подобриме? Со тоа што носиме нова законска регулатива и обезбедуваме доволно средства за имплементација на таа законска регулатива. Само за споредба, 2022 година за наука биле одвоени околу 380 милиони, оваа година 773, значи над 770 милиони. За високото образование пак во 2022 година се одвоени 3 милиарди, а оваа година 8 милиарди, додаде министерката Јаневска. Се надева дека имплементацијата на новиот закон ќе оди добро, бидејќи најголем број од дискусиите биле токму за критериуми и цитираност на универзитетските професори, кои добија плакети во форма на признанија.